ја напуштивме седницата на средината неде после низиниот почеток, затоа што позицијата немаше кворум за да продолжи оваа седница. Точката што беше на дневен ред, сме против таа точка на дневниот ред и заради тоа за таа точка ја напуштивме седницата. Немаме намера за сериозни прашања што се однесува за граѓаните на општина Прилеп да донесуваме одлука, а позицијата нема кворум. Значи, на почетокот се надевав дека ќе останат сите советници од позицијата на оваа седница, поради заменувањето на неколку советници од позицијата, немаше кворум за да ја продолжат оваа седница. Од тие причини, ние ја напуштивме седницата само за оваа точка и се вративме назад. Председателот на Советот, зашто не ја продолжи понатаму седницата, тоа е негова право, тоа е негова одлука и ја закажа за друг термин. Точката на дневниот ред под број 6, тоа беше за комуналниот отпад, кој што треба да се рециклира и понатаму да се спроведува програмата секоја година. Комуналис, јавното претпријатие Комуналис доставува програма до Советот на општина Прилеп за да се усвои таа програма за рециклирање на комуналниот отпад. Ние не се сложуваме на начинот и поставката за кој што работи Комуналис токму на овој комуналниот отпад. Од тие причини ја напуштивме седницата, затоа што сте точно против одлуката на оваа точка. Денес со нивното напуштање на седницата блокира многу значајна одлука за носење на детален урбанистички план за изградба на фабрика која што ќе обработува отпадот во нашиот град. Таа фабрика, освен што ќе ја подобри животната средина во нашата општина, исто така ќе отвори и нови работни места. За жал, деструктивната политика на опозицијата продолжува и гледаме во сите пори, па и на локално ниво, каде што и против сите оние позитивни проекти кои што значат подобра животна средина, подобар животен стандард за граѓаните, отворање на нови работни места. Што не може да се најде логика, но сепак си ја знаеме опозицијата, тоа е на нивниот стил на работа изминатите години. Ние и понатаму ќе продолжиме да функционираме на истиот начин, да создаваме нови проекти, ќе изнајдеме различни форми да отвориме нови фабрики, нови работни места за граѓаните, да ја подобруваме животната средина и така натаму и така натаму. Се разбира, беа блокирани голем дел на одлуки кои што директно ги засегна и граѓаните во смисла на барања на нашите сограѓани за легализација на нивните објекти. Со напуштањето на седницата ги блокира и овие точки. Ние после толку години успеваме да ја привршиме таа работа околу издавање на градба на самата фабрика и с не при крај, значи со усвојањето на планот за водно населено место. Со тоа завршуваме и се надевам дека за 3 до 4 месеци ќе добиеме дозволата за градба и ќе отпочне градбата. Со ова Прилеп би добил големи бенефити, значи ќе се доселектира таа количина на отпад, ќе се знае точно од кој вид на отпад имаме, за да може да се димензионираат наредните системи кои би требало да се градат околу таа сама фабрика.